Проекти од областа на заштита, музеологија и галериска дејност се предвидени во годишниот план за тековната 2024 година на Националната установа Завод и музеј Штип. Со буџет од 3 милиони денари ќе се реализираат проекти кои се од големо значење за оваа институција, а продолжуваат проектите започнати од претходно. И оваа година главниот акцент е конзервација. Имаме проект кој што ќе биде конзервација на јужниот бедем на археолошкиот локалитет Баргала и изготвување на проекти за конзервација на Централната базилика и источниот бедем од Баргала. Исто така продолжуваме и на конзерваторските истражувања и изготвување на проекти на археолошкиот локалитет Билазора во Свети Николе, каде што оваа година, ланската година конзервиравме Владетелската палата, а оваа година ќе се истражува дел од храмот, односно еден објект со кружна форма кој што и покрај истражувањата ќе се изготви и проект за конзервација. Истражување ќе има на локалитети во општина Карбинци. Предвидена е изложба на првата медицинска сестра во Штип, како и проект за 80 годишнината од ослободувањето на град Штип. Од галериската дејност Штериов посочува дека ќе се реализираат неколку изложби во Штипскиот безистен. Интересни истражувања ќе бидат и на тумулот, односно могилата во Бештепе Радање. Тоа е локалитет кој што се наоѓа помеѓу општина Карбинци, помеѓу Карбинци и Радање. Тука се работеше на едниот тумул некаде во 2013 година. Оваа година има уште еден кој што пред 10 на 15 години беше отпочнат од нелегални истражувања. Оваа година сакаме да го доработиме и за тоа има предвидено средства и имаме археолошки истражувања на Говедарски пат, тоа е во селото Црвулево, кој што таму се наоѓаат повеќе гробни целини од различни периоди, така да ќе биде и тоа едно интересно истражување кој што колегите во минатите 30 на години истражуваа на оваа локација, па еве после толку години се навраќаме пак на тој локалитет, каде што исто така морам да посочам дека имаше голем број на нелегални истражувања на тој дел. Програмата која е поднесена од Штипскиот музеј 99% е прифатена, вели Штериов, и оваа година остануваат капиталните проекти како конзервација на тврдината Исар, Саат, Кулата и слично, за кои се потребни поголеми финансиски средства.